На денешен ден се навршуваат 77 години од херојското убиство на народните херои Киро Крстев, Атанасов Страшо и Димче Мирчев. Како искусни борци и партиски раководители добија задача во Кавадарци да подготват нови младинци и симпатизери на народно-ослободителното движење за излегување во партизанските единици. На 4 април вечерта Киро Крстев и Димче Мирчев биле сместени во куќата на Иге Златев, а на 5 била добиена директива партизаните да излезат. На 6 април во куќата на Иге Златев биле одржани неколку состаноци, средби и договори, бидејќи се подготвувало за минување на поголема група младинци во партизани. Поради големата желба и ентузијазам, попушта будноста кај младите борци. По пладнето Киро и Димче биле известени од местното раководство дека куќата е откриена, предупредувајќи ги да бидат внимателни и што побрзо да ја напуштат. Искусните и храбри борци ова предупредување го примеле сосема мирно и наместо да ја напуштат куќата, тие започнале да го припремаат своето оружје со намера во вечерните часови по првиот мрак да ја напуштат куќата и преку паркот да го напуштат градот. Бугарскиот окупатор успева да ја открие куќата, каде престојувале Киро и Димче и за кратко време формирал 3 обрачи од полиција, војска и контрачетници. Вечерта на 6 спроти 7 април голема бугарска војска ја обколила куќата во која биле сместени двајцата партиски активисти. Во нерамната борба учествувале близу 600 непријателски војници наспроти двајцата млади, но решителни и смели борци. Киро Крстев и Димче Мирчев увидуваат дека не ќе можат долго да издржат, па затоа и по цена на своите животи се одлучуваат да се пробијат низ непријателскиот обрач. Околу полноќ, при обид да се пробие во дворот на куќата кај големата двокрилна порта, прв загинува Димче Мирчев. Киро, свесен за положбата во која се наоѓа, и понатаму продолжува да дава силен отпор, чекајќи погодна шанса да се пробие низ непријателскиот обрач. Во раните утрински часови поминува нискиот зид и кога се чинеше дека е на дофат на слободата, паѓа смртно погоден од непријателскиот митралес. Димче Мирчев, роден е во Велес, 1914 година, потекнува од сиромашна занечиска фамилија. По завршувањето на основното училиште го изучува столарскиот занает. Многу рано се вклучува во напредното синдикално движење и се истакнува како голем синдикален активист. Во 1937 година од страна на полицијата е уапсен и осуден на 6 месеци затвор. Потоа оди на работа во Белград, каде што се стекнува со богато револуционерно искуство. Во 1940 година примене за член на Комунистичката партија на Југославија, а набрзо потоа и за член на местниот комитет на КПЈ за Велес. Поради неговата партиска активност во есента 1940 година е уапсен и затворен во Прилепскиот затвор, каде го дочекува нападот на Југославија од страна на фашистичка Германија. Во екот на подготовките за вооружено востание во летото 1941 година Димче е секретар на местниот комитет на КПЈ за Велес, а подосна и началник на војниот штаб во Велес. Димче Мирчев останува запаметен во историјата на Велес и Република Македонија како еден од најзаслужните за формирањето на велешкиот партизански одред Димитар Влахов во април 1942 година, во која врши функцијата заменик командант на одредот. По наредба на штабот на Третиот областен комитет во февруари 1944 година доаѓа во Кавадарци со задача да собират и упатат нови борци во партизанските единици. Заедно со партиските работници од Кавадарци работи на омасовување и унапредување на народно-ослободителното движење од овој крај. Загина во вооружена борба со бугарската полиција на 7 април 1944 година. За народен херој е прогласен на 2 август 1949 година. Киро Крстев, Атанасов Страшо, роден е во Кавадарци 1923 година во сиромашна занечиска фамилија. Поради недостиг на материјални средства по основното образование, завршува само 3 класа граѓанско училиште, пошто му помага на својот татко и го изучува налбатскиот занает. Се вклучува кон револуционерното младинско движење и во 1940 година, со неполни 17 години, станал член на Сојузот на комунистичката младина на Југославија. Уапсен од полицијата со цел да се откаже од своите револуционерни идеи, но набрзо бил пуштен. На 18 годишна возраст примен е за член на Комунистичката партија на Југославија. Во почетокот на војната, работилницата на татко му служела за одржување врска со селаните, преку кој растурал илегален материјал. Во 1942 година поставен е за член на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Кавадарци и одговорен за работата по селата.
Во 1943 година поставен е за член на третиот областен комитет на Комунистичката партија на Македонија. Во мај 1943 година е еден од првите борци на Тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов, но и понатаму активно работи врз омасовување на народно-ослободителното движење по селата во Тиквешијата. Во почетокот на април 1944 година во Кавадарци заедно со Димче Мирчев, по задача на партијата, организираат излез од градот на 60 нови борци за втората македонска ударна бригада. Со својата примерност и пожртвуваност, Киро Крстев даде голем придонес за формирањето и зацвртувањето на партиските организации во градот и селата во Тиквешијата. За народен херој на Југославија и Македонија е прогласен на 20 декември 1951 година. Нека им е вечна слава. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.